24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Македонија помеѓу европскиот морков и стап, гаранции нема, уставните измени се обврска за земјава да направи чекор напред кон Брисел. Од сред Скопје еврокомесарката за проширување Марта Кос со отрезнувачка порака до владата на Христијан Мицковски. Има ли излез или бриселското земје или остави ќе остави Македонија во чекалната со децении за кои што премиерот вели дека е подготвен да ги чека? Колку пофалбите за исполнување на дел од реформската агенда треба да биде бустер за земјава да направи чекор напред кон уставните измени? Можат ли да се омекнат ставовите на Софија? Како сите оние најави за разни предлози од земји членки на Европската унија во однос на проширувањето може да ги искористи Македонија? За македонската европска сага вечерва дебата во последната 24 анализа за оваа сезона. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва мои гости Драган Тилев, експерт по Европска унија. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ивица Буцевски, поранешен вице-премиер за евроинтеграција и поранешен амбасадор. Добро вечер, добре дојдовте. И сето ова, ако се уште ни се рефлектира и се уште не ги толкуваме пораките кои што вчера ги добивме тука од Марта Кос, кои што ни беа нималку различни од оние што ги добивме од Антонио Кошта и пред тоа од Кос и така натаму. Она што денеска го одбележа денот барам на дипломатски и политички план, ако мислев, барам јас дека барам еден сосед, немаме проблеми со еден сосед, односно со Албанија, се покажа од вчера дека сме имале некаков проблем, односно дека дел од пратениците во Македонското собрание кои што припаѓаат на владеачката вреди имаат проблем. Двајца пратеници од кои што едниот координатор на пратеничката група на Влен, заменик генерален секретар на владата и четврт сопатник Нивен, беа вратени по еден час задржување на ќафасан преминот. Едниот од нив не беше пуштен, тој четвртиот сопатник што е, а другите, како што велат самите, во солидарност се вратиле. И она што денеска како бура од реакции се случи, имаме еден Facebook статус на председателот до собранието, јас не знам зашто не е реакција до собранието во Албанија, имаме и едно соопштение од македонското МНР, кое што е доста воздржано, би рекла. Вели во духот на пријателските односи меѓу двете земји, соседи НАТО сојузници, на средбата беше побарана официјална информација од албанските власти во врска со настанот што се случи на граничниот премин Ќафасан, кога на државјани од нашата земја не им бил дозволен влез во Република Албанија, стои во соопштението. Требаше ли да биде поостра реакцијата, бидејќи ние имаме пред известен период имавме демарш, односно вербална нота за амбасадорот на Албанија во земјава. Ова што бил викнат таму амбасадорот? Не бил амбасадорот, туку лице од албанската амбасада. Тоа е демарш. Што бе викнат во министерството? Не, поинтот ми е дали требаше малце пожестока реакција на македонската страна. Демарш е жестока реакција, за да се разбереме. Значи, се бара објаснување. Официјална информација, добро. Се бара објаснување. Се нормално дека дипломатскиот речник треба да го гледаме, треба прецизно да го читаме, штом се бара објаснување, значи дека земјава реагира. И тоа реагира остро на таа ситуација, тоа прво. Неразбирлива, морам да кажам дека оваа ситуација, инаку не може да реагира директно до албанското собрание, председателот на собрание, се знае како иде комуникацијата помеѓу двете земји, помеѓу дипломатите, односно помеѓу Министерството за надворешни работи. Така што адресата е соодветна во тој смисол. Ја не сметам дека имаме проблеми во меѓудржавните односи меѓу Македонија и Албанија. Сметам дека имавме низ инциденти на сметка власт од албански блок во Македонија со власт во Албанија. Меѓутоа тоа го ставам во контекст на оној фолклорот што е. Како беше министерот за надворешни работи кој ги нарече на Албанија вреди во Македонија идиоти? Значи го ставам тоа во контекст на тој фолклорот што постои, меѓутоа тоа не ги загрози меѓудржавните односи меѓу двете земји, све се движи во една вистинска насока. Тоа е едно во однос на тоа што беше спомнато овде. Македонија не гледам дека има било каков проблем со Република Србија, на пример, така што не е точно дека со сите соседи имаме проблеми, меѓутоа ајде да се вратиме на оваа ситуација, непријатна ситуација, мораме да кажеме, и според мене
реакцијата на Министерството за надворешни работи е соодветна. Очекувам дека од Албанија ќе добиеме соодветно какување што се случува и што се случило. Меѓутоа, во секој случај, и тоа сакам да кажем, е дека ова е еден знак за нас и за нашата политичка јавност, дека како суверена земја, како заедница, нели, Македонија, нема зошто нашите политичари да се приклучуваат кон настани, протести, демонстрации кои се случуваат во соседни земји, независно дали станува збор за Албанија, за Косово, за Бугарија, за Грција, за Србија. Еден од сомневањата се за јавна поддршка. Па не, ова треба да биде една нашиот политички живот се одвива во Македонија. Значи избрани представници на Македонија овдека може да влезат во било која дебата, тоа што се случува во странска земја е работа за граѓаните на таа земја, не е работа за граѓаните на Македонија, така што ова е една убава порака, убаво потсетување за сите нас, каде се одвива нашиот живот и каде ние одлучуваме за нашиот живот и за нашите животи. Чест, нели, за тоа што се случува во Албанија. Секој од нас може да има своje мислење, меѓутоа за учесниците во политичкиот живот во Македонија се разбира дека мора да имаме една воздржаност за настани што се случуваат во соседни земји, што се дел од нивниот внатрешен живот. Нема зашто да јавна поддршка не биле без разлика. Значи јавна поддршка од политичари. Слам иако нема официјално се работи. Значи од Албанија било дека е проблем со јавна поддршка од наша страна кон настани што се политички збиднувања што се случуваат во соседни земји, според мене ја преминува на граница на пристојност. Не би требало и обратно апсолутно. Кај нас на протестите стига. И обратно, да. Заправо судиот имавме. Апсолутно и обратно, да. Странски државјани. И обратно, исто така е непристојно кога премиер на соседна држава коментира попис и повикува наши граѓани да се изјаснуваат 2 килионака на пописот, зборам за Албин Курти. Исто така е непријатно кога на политички манифестации доаѓаат, нели, представници од другите земји. Друго е културата, нели? Други се културните настани, други се меѓудржавните настани. Мора да има една резка црта измеѓу тоа што е актуелна политика и тоа што е да речеме една културна соработка, така да го наречеме. Господин Тилев, една од пратениците интересна има изјава, пратеникот Аднан Азизи, вели дека тоа уште потрауматично искуството кој што го доживел, бидејќи четворица дипломати, пратеници, дипломати, ја тука малку правам дистинкција, со дипломатски пасоши се задржани повеќе од 1 час и тоа е многу сериозно искуство, бидејќи ние сме албанци, нашата татковина е Албанија и за таа Албанија сме придонети. Биле заменик координаторот на вреди во Македонија, во Македонското собрание. Мора да дипломатски како треба да се изигра приказнава, дали требаше посериозно да се реагира или? Па морам да признам дека не ги знам деталите, не го следев толку близко овој настан, во секој случај непријатен настан, се работи за наши државјани. Но од друга страна се согласувам со Мивица, демаршот на Министерството за надворешни работи е во овој момент како прв чекор соодветно, се разбира, тоа е само прв чекор, бидејќи таму стои дека ќе се разменат информации за да може да се оформи конечна позиција и јас сум убеден дека со пријателска држава како што е Албанија, со сосед како што е Албанија, со кои години наназад имаме одлична соработка, одлични и политички, и економски, и меѓучовечки релации, дека ќе се преку тие канали кои ги имаме воспоставено, дека ќе се најде точно причината зашто се случило тоа, како се случило, кои се евентуално причините за такво нешто и дека ќе се најде и заеднички на крајот јазик за да се надмине оваа ситуација. Предпоставувам дека вакви ситуации имало и може да има и во иднина, се работи за дипломатска комуникација. Јас премногу од овој случај не би правел некој голема драма. Да, меѓутоа никако јас ве разбирам вас апсолутно, меѓутоа она никако што се случува изминатиот период во однос на партиите на албанците кои што се дел од власта во релациите со представници на официјална Албанија и обратно представниците на опозицијата со представници на Косово
Некако така, имаше јавни прозивки до амбасадорот на Албанија во Македонија дека работи за политичка партија во Македонија, односно за ДУИ. Апропо тие фамозни протести за правосудниот испит, кај што кажавме дека имаше и странски државјани. Или она изјава на министерот за надворешни работи на Албанија дека власта на албанците во Македонија се идиоти, го цитирам. Јас не би можел да го коментирам тој цитат. Во секој случај, политичката динамика, политичкиот живот диктира одредено темпо на комуникација. Колку може да стане никаков посериозен проблем? Пошто имавме еден демарш, еве го вториот. Имајќи го во предвид, велам, искуството од порано, имајќи во предвид цврстите односи и добри односи кои ги имаме со Албанија, имајќи во предвид дека сме двете членки на НАТО и има многу механизми кои што може да се користат за отворена комуникација, двете држави сме веќе долго време заедно, дури и партнерски, би рекол, во процесот на европска интеграција, и при тоа во тие релации се развиени и политички релации, комуникација, развиени се и лични релации, канали на комуникација. Мислам дека оваа ситуација ќе се надмине релативно брзо, без да навлегувам во политичката ситуација во Албанија. Факт е дека во Албанија се случуваат одредени политички триења, кои што предпоставувам дека ја подигнуваат малку и тензијата и нервозата кај самите институции во рамките на институциите на Албанија и можеби некои нагли реакции за кои што нема потреба. Добро, инаку не мислев во моментов, мислев во одредени периоди од нашата независност имавме различни проблеми со различни суседи. Тоа барам навидум со црквата го решивме со Србија, ќе видиме пошто тој фамозен признавање, тоа фамозно уште го чекаме. Јас сакам сега да применам, ова беше темата на денот и поврзана некако за надворешната политика на Македонија, она што се уште се одзиви, односно реакција апропо посетата на еврокомесарката за проширување Марта Кос. Европската унија не функционира врз основа на гаранции, туку на доверба. И е во согласност со логиката која што е изградена на самата Унија. Ниедна земја членка во текот на својот процес не добила гаранции дека нема да се појави некаков спор. Буцевски. Појасно здравје сега. Да, меѓутоа и нашата позиција е појасно здравје. Односно дека Македонија не може да прифати уште едно претварање на европската интеграција во орудие за спорење на македонската државност и за жал за спорење на македонскиот идентитет. Фактот што се случуваше со Македонија и со македонските европски интеграции, за жал од независноста па навака, нам јасно ни укажува дека нашиот став во однос на ова прашање е правилен и јас не гледам тука никакви проблеми околу нашиот став. Навистина не гледам никакви проблеми. Дали ова изјава го стеснува нашиот круг, се повеќе и повеќе? Сме имале многу изјави што ги стеснувале нашите кругови. Ако до вчера се колневме дека Кошта од Софија кажа сепак Македонија треба да добие некакви гаранции. За разлика од еврокомесарката Марта Кос, Антонио Кошта е човек со многу подлабоко политичко искуство, човек кој што е многу повнимателен околу овие прашања. Така што се разбира дека неговата изјава меѓу другото гледам и во тој контекст. Нам не е јасно сосема што таа кажува и што таа може да каже. И пак ќе речем, ја не гледам тука, навистина не гледам никакво изненадување, никаква нова состојба, никаква нова ситуација. Впрочем, не гледам кој било во Македонија дека очекуваше од оваа посета дека ќе имаме некаква си нова ситуација која што ќе произлезе или некоја изјава која што ќе иде спротивно на тоа што досега било кажано. Така што пак ќе речем, не гледам зашто би се тревожили околу целата оваа ситуација. Не гледам што има ново. Ќе го разглобиме, господин Атилев? Видете, кога ќе говориме за изјавите на комесарката Марта Кос, мислам дека прво треба да тргнеме и од фактот што таа ја представува Европската комисија,
Европската комисија ги представува интересите на земјите членки. Тоа е таа рамка која што ја ограничува и во јавните настапи, затоа мислам дека јавниот настап нејзино пресконференцијата и изјавите кои ги даде беа во рамките на она што веќе сме го слушнале повеќе пати, беше повторено и не излегува воопшто од оној стереотип кој што беше изграден изминатиот период. Зборот доверба малку ме интригираше, бидејќи беше употребен во конотација на тоа дека ние треба да градиме доверба со нашите соседи, во случајот беше посочено кон Бугарија, претпоставувам, тоа беше и контекстот. Меѓутоа, нема доверба метар, нема начин на кој што довербата може да се мери, да се измери. Која е таа доверба која што треба да се воспостави секогаш од двете страни, бидејќи тоа е целта, да имаме доверба помеѓу двете држави, која е таа доверба и кој е тоа ниво на доверба која што ќе ги задоволи, да речем, очекувањата на Брисел или очекувањата на нашите соседи. Од тука довербата е двострана улица, двонасочна улица. Доверба треба да се гради во двете насоки и затоа можеби во некои други прилики сум говорел за мерки за градење на доверба кои што може да бидат основа за интензивирање на комуникацијата помеѓу двете страни на сите нивоа во одредена временски период, во одредено време можеби е потребно, тука треба да води улогата на Министерството за надвршни работи, да се направи еден комплетен попис на сите можни акти кои што ги имаме ние подпишано во временски период од осамостојувањето до денеска, во сите сектори, области и така натаму, за да се види дали тие функционираат, дали се имплементираат, ако не се имплементираат, кои се причините зашто не се имплементираат, дали причината лежи на бугарската страна или на нашата страна или на двете страни, и преку доколку, да кажеме, тие сите подпишани договори, меморандуми за разбирање и друг тип на документи, писма за намери и слично, доколку се имплементираат, веќе тие се добра основа за градење на таа доверба, иако пак велам, доверба кога ќе се стави во конотација на односите помеѓу две држави, поготово особено помеѓу нас и Бугарија, треба да биде мерлива. Нема, пак велам, мерка за доверба која што ќе оцени во одреден момент дали довербата е задоволителна или не е задоволителна. Делот на гаранциите, мислам дека тука веќе не знам колку време говориме за гаранции, пак ќе кажам уште еднаш, како и во неколку други прилики, дека се работи за семантика. Гаранција беше употребуван збор и се уште го употребуваме, можеби помалку и колоквијално гаранција, иако на сите кои што подолго време сме во процесот на европска интеграција или во процесот на преговори, знаеме точно дека гаранции ниту може да бидат дадени, ниту некој може да ни ги даде однапред дека ќе станеме членка, дека нема да има други барања од страна на некои земји членки или од Европската комисија и дека ќе ни биде гарантирано дека меко ќе поминеме низ преговорите. Но она за што стануваше збор и она за што станува збор и она за што јас и понатаму се залагам, гаранција или некоја потврда дека мислам во смисла на соодветна правна политичка потврда дека нема билатералните прашања од идентитетски карактер или било кои билатерални прашања кои се генерирани од договорите на билатерално ниво да се користат и да се транспонираат во одредени барања. Дали тие барања ќе бидат од некоја политичка природа или пак ќе бидат дефинирани како одредници, претежно времени одредници, поврзани со акцискиот план, со патоказот за владење на право или со патоказот за реформа на јавната администрација, меѓутоа фокусот е на акцискиот план за заштита на малцинствата и на патоказот за владење на право, тоа веќе е прашање кое што треба да се дискутира. Таков тип
на одредници времени, со акцијскиот план поврзани, со патоказот за владење на право, кои би се генерирале од преговарачката рамка или последователно од протоколот 2, ако имаат идентитетски карактер, за нас се секако неприфатливи и ние бараме таков тип на гаранции или таков тип на потврда дека тие нема да бидат употребени или злоупотребени во било која фаза од пристапните преговори. Дури оној предлог на Томас Вајц во Европскиот парламент да се даде некакво толкување на протоколот 2 не помина. Историската комисија влеза во извештајот за напредокот на Европскиот парламент, сега добро влезе и онаа формулација дека идентитетски прашања поврзани на двете страни билатерално не се подржуваат во Европскиот парламент. Реално кода нема, мојот впечаток е барам дека нема слух за нашите барем очекувања. Дека никако Софија не надгласува, е погласна е. Може би не надгласува, меѓутоа е погласна и факт е добро. Земја членка на Европската унија седи на масата апсолутно. Ама и никако и сојузниците... Градењето на позициите на Бугарија внатре во институциите на Европската унија, ние не можеме да се споредуваме со тоа, затоа што ние не седиме на масата. Бугарија има во секој момент можност да ги пласира и своите аргументи, и своите барања, да ги елаборира пред другите земји членки, но и да постави услови во преговори со другите земји членки за други теми, кои што апсолутно немаат врска или допирна точка со нашата тема. Но, бидејќи се на масата, тие имаат простор, имаат зона во која што можат, комфортна зона во која што можат да преговараат за многу нешта и да го извлечат како нивни, како што често знаат да кажат, национален интерес, да го извлечат на површина ова прашање и да бараат подршка од другите земји, тргувајќи со некои други барања од другите држави за други теми, не поврзани со ова. Го спомнавте господинот Вајц, да, неговиот обид беше коректен, меѓутоа тој обид на господинот Вајц беше за правно толкување на службите за тоа дали протоколот 2 е составен дел на преговарачката рамка или не. Тоа е друго прашање од она што подолго време се заговара кај нас, и лично сум се заговорал за тоа, а тоа е креирање или барање, дефинирање прво се разбира, кога нешто барате, морате да дефинирате што барате, а тоа е дефинирање на хоризонтални, неутрални, интерпретативни заклучоци. Секој збор во толкувачки заклучоци. Секој збор си има свое значење. Зошто хоризонтални, бидејќи не би биле тие за Македонија, туку тие би биле воопшто за сите држави, анблок, за сите држави. Неутрални, бидејќи нема да се однесуваат само на нашиот случај, туку ќе се однесуваат повторно на правната основа на која што се засниваат сите правни одлуки на Европскиот совет или на Советот на Европската унија. Тука е и членот 2, кој што се однесува на основните вредности од договорот за основање на Европската унија. Тука е и членот 4, ставот 2, кој што се однесува токму на историската позадина на секоја држава членка или пак на уставниот суверенитет и на можноста да си го браните својот суверенитет, уставен суверенитет, или пак членот 4 точката 3, која говори за потреба од искрена соработка. Кога ќе го кажете ова и без да го прочитате членот, можеби и еви за јавноста нема некое значење. Но за што станува збор? Тука станува за искреност. Тука станува збор за градење на позиции во рамките на Европската унија кои што ги штитат интересите на Европската унија, а не билатералните интереси на дадената окей, да го вклучиме и Буцевски, ајде околу ова, можноста за гаранции. Не, значи како и да ги наречеме. Гест на добра волја, толкувачки заклучоци, имавме предложи за одложено дејство на уставни измени, имавме за трет протокол што ќе го во моментов разјасни вториот. Така, а во однос на ова се случија неколку иницијативи Драган е во право,
за мерките за градење доверба, доколку од другата страна имате партнер што сака да гради доверба. Го немаме тоа. Од другата страна имаме партнер што сака да прави проблеми. Не, уствари, пардон, имаме агресивно однесување. Имаме национална цел, која што е чудовишна од таа страна и на која што ние се противиме. Многу е јасно. Ма ние Не, декларацијата на бугарското... Вие имате проблем со Европска унија, немате проблем со Софија. Не е точно. Значи, види, Душица, вака која ви зборуваат на пресконференција, дури и представници на Европската унија, прашањето што треба да им се постави директно е, луѓе, дали ние ви делуваме како луѓе што имаат проблем со својата интелигенција? Кој проблем го имаме ние со Европската унија? Може премиерот го поставил на затворената. Да, и го поставува сигурно. И не само тој премиер, од Киро Глигоров и Клюсев, сите премиери и председатели намака го поставуваат тоа прашање. Како тоа ние имаме проблем? Со која точка од актите на Европската унија ние имаме проблем? Со која регулатива на Европската унија ние имаме проблем? Да не се правиме будели? Ако утре, заутре Бугарија каже, окей, вие нема врска ова што се караме, ајде вие да влезете во Европската унија, ќе стане Луксембург и каже, не, извинете, протоколот 2 е дел од преговарачката рамка и вие мора да го реализирате тоа. Како тоа ние имаме проблем со Европската унија? Ние имаме проблем со Бугарија. Претходно исто така ние немавме проблем со Европската унија, со Грција имавме проблем. Значи, за разлика од... Добро, ама таму почиста беше ситуацијата. Не беше, исто беше. Ама ние имаме преговарачка рамка прифатена од 27 земји членки на Европска унија. За таа рамка, дали нас не се допаѓа мене лично, без разлика. Не. Ние немаме никаков проблем со Европската унија, ниту ние имаме проблем со 26 земји членки на Европската унија, имаме проблем само со Бугарија. Да биде, значи, да расчистиме со тоа. Не, дозволи. Да расчистиме со тоа. Ако Бугарија... Документот со желбите на Бугарија се официјален европски документ. Утре на состанок, ако рече Бугарија, ова веќе не ни е проблем. Пак ќе речеме, Луксембург или Ирска ќе стане и ќе каже, не. Да се надеваме дека нема. Чеки се да се надеваме дека нема или нема. Искрено се зборуваме, ајде се, логично зборуваме. Ирска ќе стане и ќе каже, извини. Логика имате во сите овие случувања со Европско унија има логика некоја? Не, ама еве логично зборуваме. Француското вето има логика на пример. Има логика. Има логика како не. За нив. Ама не за нас. Има логика како нема логика, не сакаат да не видат во ЕУ како равноправна земја членка. Тоа е. Нема како збориме за обврски за компахански. Исто се крие таму за нив. Значи можеме што сакаме да зборуваме, меѓутоа имаме политички проблем со Бугарија. И од наша страна, нашата позиција е извини. Ова не може да е предмет на европска интеграција, не се согласуваме со ова. Тоа е едно. Второ, основен принцип на Европската унија е дека таму се демократии. Демократијата произведува резултат. На последните избори во Македонија во 2024 година, партиите што се противат на францускиот предлог и на преговарачката рамка земаа повеќе од 2/3 од гласовите. Како тоа ние ќе игнорираме таа волја на граѓаните? Пред некој време излезе со една многу убава иницијатива председателот на СДСМ Венко Филипче, не знам зашто власта нема ја прифати. Да ги прекинеме преговори? Не, за референдум. Јас сум за референдум. И тоа референдум со повеќе прашања, за да ги расчистиме работите. Прво прашање, дали се за членство во ЕУ, ќе помине со огромна поддршка. Второто, дали се за членство во ЕУ со прифаќање на францускиот предлог, ќе пропадне. Ајде да ги прашаме граѓаните. Демократијата мора да произведе резултат. Значи во делот на правилата на Европската унија, каде Македонија имала било кога проблем? Никогаш. Затоа не сакам да се фаќам за детали. Во ред, ке градиме доверба. Имаме на правото, имаме со загадениот воздух, Точно, ништо помалку и повеќе отколку другите посткомунистички земји и другите земји што се членки на Имавме неколку нули во извештајот за напредок. Добро, боже мој. Имало земји со поголеми нули па влегувале. Значи, се враќам на основната тема. Значи, проблемот е политички со Бугарија. Она што ние треба да си го одговориме себе си. А мислам дека одговорот го дадоа и граѓаните. Што доаѓа прво? Европската интеграција доаѓа прво или начинот на кој што ние се разбираме себе си како држава? Според мене, прво имаме држава, па потоа интегрираме во ЕУ. Ако некој ги спори премисите на Македонија како држава, а Бугарија ги спори, тогаш прво тоа ќе го решиме. ЕУ може да почека.
Ма господине Буцевски, до кога така ќе седиме со децени? Не. Македонија Не, моите, еве. Eurostat били дозволи илјадници луѓе ви се селуваат годишно. Ако влеземе во ЕУ, уште побрзо ќе се селуваат. Така статистики да се идеш влегува во ЕУ. Така што не ги прифаќам овие аргументи затоа што времето покажа дека не е така. Истиот аргумент беше за Преспанскиот договор. Влеговме во ЕУ после Преспанскиот договор? Влеговме во НАТО. Што во овој момент е сериозно. Молам се да се разбереме. Значи, за што гласа граѓаните? Значи, какво НАТО, какви бакрачи, значи се знае зошто беше целата таа работа. Што е тоа што луѓето подржуваат? Прашањето дали сте за И пропадна. членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на Преспанскиот. Пропадна референдума, требаше после тоа да се седне пак со Грција, не се седна, за жал. Меѓутоа, една таква жртва беше така погазена и сега ние треба пак да влеземе во неизвестно. Зошто? Значи, ова што го зборувам, значи ќе зборуваме за точките кои што ги постави Драган. Меѓутоа, прво да тргнеме од основното. Имаме политички проблем. Меѓутоа, сериозен. Ние имаме некаков документ и некаква обврска која што државата ја прифатила. Добро. Дали била власта или не. Да имаше избори, демократијата вели не ја сакаме таа врска. На првото интервју премиерот седеше на вашето столче, тука, премиерско, и најави дека според него со политичка волја возможно е нова преговарачка рамка. И подобрен. 2 години помина, ние не само што не сме мрднале од местото, туку никако наназад. Нека поминати 20 години. Значи не може да се со кој памет? Ке се откажувам ја од мојата историја, од мојот идентитет, од мојот јазик. Ама за да влезам во ЕУ нема. Еве кажам. Значи по таа да не биде цена, наша дебата овде. Господин Тилев да го вклучиме, ама пред да продолжиме дебатата, пауза за реклами, па потоа ќе одиме да го слушнеме она прашање кое што вчера одбележа пресконференцијата токму околу довербата со Бугарија, го постави мојата колешка Лепа Џундева и да го видиме не доволно, барем според мене, јасниот одговор на еврокомесарката, меѓутоа прво пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Беше интересни за време на рекламите. Ивица Буцевски, Драган Тилев, мои вечерашни гости. Пред да продолжиме, господин Тилев, со вас, јас сакам да го слушнеме прашањето на колешката Лепа Џундева во однос токму на моментот доверба и како да се гради доверба со земја која што во повеќе наврати го негира македонскиот идентитет. Еврокомесарке, вие денеска и вчера истото го порачавте дека ЕУ функционира на база на доверба. Како може да ни објасните како да се изгради доверба со земја членка на Европската унија која што не признава јазик и идентитет? Пример за тоа беше унилатералната изјава која што беше доставена за време на првата политичка меѓувладина конференција. Како да се изгради доверба помеѓу Скопје и Софија? На тој начин или не би се барале понатаму гаранции кога би имало доверба. И накратко само, ако може да ни откриете дел од предлозите на кои што работи Европската комисија во однос на реформите за проширување, знаеме дека основа се нон-пейперите. Благодарам. Драго ми е што го поставивте прашањето за довербата, затоа што на тоа е изградена Европската унија. Кога започна, таа не започна како политичка заедница, туку како заедница на челик. Тоа не беше добра политика на меѓусебни односи, но она што го ценам, зборувам навистина за сериозното минато во доцните 50 од минатиот век, бидејќи довербата меѓу предходните непријатели како Германија и Франција, поради довербата дека ќе ја градат заедно структурата, нешто подобро отколку да се борат меѓу себе. Да, се согласувам со вас, довербата е важна, но како ќе изградиме довербата? Нема рецепти за тоа. Јас не сум она која што може да ви дава совети за тоа како да изградите доверба со вашите соседи, но она што го знам е дека колку повеќе доверба имате, толку полесно ќе напредувате низ пристапниот процес. Пристапниот процес не е само оној технички дел каде што треба да ги направите реформите, туку пристапниот процес е поврзан и со динамиката, политичката динамика во земјите членки. Што и да правиме ние? Имаме еден јасен случај. Украина е блокирана веќе долго време од Унгарија, иако Унгарија на почетокот даде зелено светло
да и даде на земјата кандидатски статус. Но потоа не можевме да продолжиме напред, не можевме да го отвориме кластерот Е1 поради Унгарија. А сега е отворен и наскоро ќе ги отвориме сите останати. Оно што сакам да го кажеме, како може да изградиме довербата? Можеме да изградиме довербата не само со добри зборови, туку и со добри дела. Може да градиме доверба со избегнување дејства и зборови кои што може да зголемуваат тензија. Може да ја зголемиме довербата кога ќе го почитуваме меѓународното право, ќе ги решаваме споровите по мирен пат, може да градиме доверба преку соработка на заеднички прашања. Има многу заеднички прашања во Европската Унија. Знаете дека вашиот премиер е навистина експерт кога станува збор за енергетика. Енергетската заедница е еден од најважните делови за градење доверба и градењето доверба во таа област, токму за тоа зборувам. Градењето доверба е поддршка на регионалната стабилност и градењето доверба не се однесува само на една земја членка, туку градењето доверба е да се изгради доверба со сите 27 земји членки. Тоа беше одговорот на куст на прашањето на Лепа Џундева. Господин Тилев, ја некако не ги препознав во одговорот спецификите помеѓу Македонија и Бугарија и сето она што ние речиси на дневно ниво го доживуваме. На почетокот јас говорев веќе за зборот доверба и што значи довербата и како таа треба да се гради во двете насоки. Би се повторил ако би продолжил да говорам околу начинот на кој што треба довербата да се гради. Може би очекував, јас лично очекував малку по конкретно нешто во одговорот. По конкретна порака, може би за Софија. Антиципирав бидејќи треба да се препознае Европската комисија и представникот на Европската комисија, во случајов господијата Марта Кос, или да кажеме Кошта, кога тој е во таква улога, кога е во посета или на пресконференција, опсегот на неговите одговори на прашања од сличен карактер, или не знам, председателката на Европската комисија Ван дер Лејен, кои имаат, се разбира, поширок хоризонт и имаат таков мандат да може да одговараат на малку и покомплексни прашања од овој осетлив, суптилен карактер. Да се говори и да се споредува било кој билатерален спор со било кој друг билатерален спор, може би не е соодветно, бидејќи секој билатерален спор си има свој специфики, си има свој корен. За жал, нашиот билатерален спор и претходно со Грција, а сега уште повеќе со Бугарија, е sui generis, таков не постои. Ниеден билатерален спор кој се споредува со нашиот не е споредлив, бидејќи кај нас се работи за негирање или оспорување на идентитетските белези, коренот историски, јазикот како таков, малцинствата и така натаму. Тоа се сите обележја кои што си се манентни на уставни категории, дефиниции, кои што ние нема можност за нив да се преговара, нити пак било кој би имал таков мандат, па дури мислам и дека би сакал да воопшто разговара на таа тема. Тоа е исклучено. Прашањето за Унгарија и Украина и градењето на доверба помеѓу двете страни е исто така можеби несоодветно, бидејќи таму се работи за за малцинството на унгарците во Украина, 150.000 се тие. Акцијски план беше доволно да се направи, да се премавне тој проблем, па дури и со претходниот премиер. Кај нас се работи за многу подлабока, многу посуштествена тема, која што не смеја да биде предмет на преговори. Вие претходно говоревте за црвени линии и така натаму. И за тоа сум говорил во неколку прилики, сум пишувал и сум објавувал, заради тоа што сметам дека е дојдено можеби она време кога е потребно да кажеме гаранциите самите ќе треба да си ги дадеме, односно да ги подигнеме тие ѕидови бедеми преку кои не може да се поминува. Дури и говорев за
посебен закон за заштита на идентитетот, грубо кажано, меѓутоа се работи не за заштита на идентитетот, ние си го имаме тој идентитет, тој ни е коренет и во нашите, во ДНК-та наша и во уставот од правен аспект. Меѓутоа, говориме за прашања кои што воопшто не можат да се дискутираат. Значи, ако тие се стават во еден закон, говориме за закон за заштита на идентитетските белези во текот на пристапните преговори и неприфаќање во текот на пристапните преговори воопшто да се дискутира за тоа, па дури тоа да биде да подлежи на дури на кривична одговорност доколку такво нешто се случи. Се враќаме на 2021 година. 2021 година имавме коректна резолуција донесена од страна на нашето собрание со огромно мнозинство, сите кои што гласаа за, мислам 94-5, ако не се лажам тогаш пратеници, и резолуцијата беше усвоена во која што беа исцртани така наречените црвени линии и поднос на историјата, и поднос на етничката генеза, и поднос на јазикот, и поднос на малцинствата. И таму стои многу јасно дека не смее да се преговара за тие, за жал, таа резолуција од 2021 година беше прегазена со протоколот 2. Бидејќи во протоколот 2 поминаа елементи кои што не смеја да поминат. Едно е уставните измени, односно барањето за уставните измени, бидејќи тие се спуштија во протоколот 2, претходно само председателот Радев во тоа време говореше за таквите уставни потребата од уставните измени, односно амандманите со вклучувањето на бугарите кои живеат на територијата на нашата држава во преамбулата и соодветните членови од уставот. Наеднаш тоа слета и се спушти како обврска која што сега не можеме да ја премавнеме. Ама тогаш, извинете, а вториот дел беше акцискиот план, бидејќи и тој се спушти, но во преговарачката рамка. Тие се двата елемента кои што за нас се камен околу вратот. Едно се уставните измени, кои имаат друга категорија, бидејќи во билатерална релација сме ги прифатиле, за жал, велам, а другиот дел е во преговарачката рамка сме прифатиле повторно, не сме ја гласале, ние не сме дел од... Но ја виделе преговарачката рамка и во преговарачката рамка е ставен акциски план за заштита на правата на поединци припадници на малцинствата или заедниците, односно оние кои што се по 20%, и тој акциски план, што е најголем проблем, и тоа ќе биде сериозен проблем во натамошниот процес, е ставен како закачен, како составен дел на патоказот за владење на право и со тоа подлежи на времени одредници, а времените одредници се обично причина за суспендирање или за блокирање на преговорите или за корективни мерки. Сега, бидејќи Ивица одговореше за политичкото ниво, димензија на самиот проблем. Меѓутоа, јас никогаш од мој аспект, од мој агол, со моето искуство и во администрацијата, цел живот сум во администрацијата, бев во администрацијата, не е само политички, бидејќи ако го гледате само како политички проблем, нема да најдете решение. Морате да го гледате како политички проблем, бидејќи е факт. Морате да го гледате како правен проблем, бидејќи мора да најдете правна подлога врз основа на која ќе барате изгледно решение. Преска говорев за договорот за основање на Европската Унија и соодветните членови, веројатно правниците ќе дојдат и со други соодветни аргументи, и процедуралните, односно процесните елементи кои што треба да се врзат со политичките, правните и процедурите. Значи, морате да ги познавате институциите во Европската Унија, нивните деловници за работа, процедурите преку под кои тие ги донесуваат одлуките, за да знаете во кој момент, кај кого да се обратите, каде да аргументирате, каде да лобирате, за да можете да имате на крајот исход, дали е тоа интерпретативен заклучок, дали е било која друга одлука или било кој друг заклучок, кој што е врзан со нас, сеедно, вие морате да ги познавате процедурите. Морате да знаете точно кои се, не знам, Ковеб, Коела, Античи,
Мартенс, Корепер 1, Корепер 2 и така натаму и така натаму. Сега нафарлив некои кратенки кои што за гледачите веројатно не значат многу, но сакам да кажам дека сите тие внатре имаат своји процедури кои мора да се испочитуваат. Треба да ги познавате како надворешен играч внатрешните правила. Црски, колку околу ова, сега зборуваме за евентуални можни решенија. Океј, тоа е таа ситуација, иако официјално Софија преска што сакав да влетам во збор беше дека уставните измени ги се обидоа, нели така кажуваат дека се како по-благо решение, рачка за да се повлече Софија до насрамна декларација контраверзна што беше во собранието од 2019, нели дека јазикот е бугарски дијалект и така натаму, и дека со уставните измени се дава таква беше интерпретацијата од официјална Софија зборува. Не сум чул таква. Беше. Не сум чул. Колку мене ова ме интересира моментов со самите со себе да си се договориме. Имаш еден предлог кој што јас според мене не доби некоја многу голямо значење тука. Зошто ние да не ги направиме уставните измени и да ги почнеме тие фамозни преговори, тој кластер 1 да го отвориме и така натаму, а да имаме или закон за заштита, или нека биде на крајот од денот, нека биде и во уставот внесено, доколку се случиме Буцевски со идентитетски блокади, да ги прекинеме во секој момент преговори. Па се случи. Што е ова? Што е ова? Ама ние не ги почнавме да ги Нема, што е ова што ни се случува се? Каква блокада е ова? Блокада врзана со вредностите на ЕУ? Не, блокада. Кршиме, ова е блокада врзана точно со идентитетско спорење. Ама обврска која што ние сме си без разлика. Без разлика, повисоко нешто од обврската е идентитетското спорење, жалам. Добра. Значи, не знам дали ме разбирате. Значи, она што сакам да кажам. Значи, пред да влеземе во дебата, во било која дебата, значи, прво треба филозофски да се разјасниме зашто дебатираме. Јас велам, не влегувам во дебата додека онтолошки не се разјасни ова прашање. За мене, фактот дека Македонија постои како држава, со сите своји атрибути, доаѓа прво, а потоа таа држава ја интегрирам во ЕУ. Ама тоа никој не го спори дека државата го спори, Бугарија го спори. Затоа што Бугарија го спори, ја спори Македонија како држава. Имаме проблем сега. Добро, кој не е простор за маневр, ве прашувам. Сега, простор за маневр, според мене, ова е, мислам дека јасно е, Бугарија, ако гледаме реално политички, Бугарија не може да го прави ова сама. Мислам дека не е донесена одлуката за конечен прием на Македонија во ЕУ на оние адреси каде што се носи таа одлука. Додека не се донесе таа одлука, мислам дека нема да можеме да влеземе искрено во овој процес. Односно, Бугарија нема да има поттик да влезе искрено во овој процес, како што и Грција претходно немаше поттик. Тоа го видовме. Кога беше донесена конечна одлука Хрватска да влезе во ЕУ, Словенија не успеа во својата намера да блокира Хрватска. Не успеа, затоа што одлуката беше донесена да влезе Хрватска во Европската унија. Дои Хрватска влезе на еден начин кој што беше малце интересен и кој што допрва, мислам дека историската наука и политичката наука ќе го решава. Така што, според мене, не може да влеземе во мерки за градење доверба со земја која што се уште живее една своја националистичка еуфорија. Тоа е Бугарија. Во моментот кога сте нападнат, вие треба да се одбраните. Значи, мислам дека нашата позиција е коректна. Кога ќе констатираме заедно со Бугарија дека ние не може да отстапиме од овие позиции, тогаш влегуваат ова што кажува Драган, градење на мерки на доверба. Тогаш ги бараме овие адреси што ги зборуваме. Претходно џабе. И ќе повторам, додека не се донесе таа конечна одлука за прием на сите земји од Западниот Балкан во ЕУ, мислам дека излишно да се зборува на оваа тема. И сите овие аргументи дека времето не јаде и така, сме ги слушали и претходно. Американците имаат една прекрасна поговорка, вели, ако еднашка ме зезнеш, тоа е твоја грешка, ако ме зезнеш два пати, тогаш е моја грешка. Македонија созреа, таа грешка повтор пат нема да ја прави. И вака позвели Црна Гора 2028. Дозволи за ова што спомна.
за коментарот за изјавата на Марта Кос. Значи, гледате една прекрасна, интелигентна, образована, нашетана жена космополит. Кога се труди рационално да даде одговор на прашање во кое што не верува, како изгледа? Не би сакал да употребам атрибути, вие ги кажавте самите. Не изгледа многу убаво. Значи, вие излегувате и таа е убедена дека ја представа Европската унија, која што во светот е единствено место каде што нели демократијата, човековите права, малцинските права, идентитетите и така натаму се гарантирани. И Џунделе убаво и постава прашање, ма овие ни спорат јазик, што правиме? Таа не може да даде одговор. Не може да даде одговор. Драган кажа зошто. Која поставува не за таму на таа позиција? Одговорот не ја препознава македонската ситуација во. Не, таа совршено добра препознава. Не, јас лично не ја препознавам. Меѓутоа таа не може да даде интелигентен одговор на такво прашање, имајќи предвид незината позиција. Тоа сакам да кажам. А во однос на ова да видиме, ајде. Да видиме, може би Црна Гора навистина. Ја не сум толку убеден дека Црна Гора ќе помине. Европската комисија, да. Европската комисија се труди максимално да ја протне Црна Гора. Ајде да видиме. Комесарка Кос не, мислам, знам дека тука нема големи разлики, меѓутоа мора пак велам, прецизноста е многу важна. Комесарката Кос не ја представува Европската унија, таа ја представува Европската комисија. Кошта ја представува Европската унија и од тие причини преска говорат за просторот кој што сами себе си го даваат или можат да си го приуштат простор за маневр. Во одговарањето на И неговите прашањата. изјави беа пошироки. Така е. Незината изјава е ограничена со незиниот мандат, па дури и во Европската комисија велам, Ван дер Лејен е едно, Каја Калас е друго, кога ќе излезе, а кога ќе излезе, Кос е сосема нешто трето. Јас само се надевам дека нема да се обесхрабриме. Јас се надевам дека ќе продолжиме да бараме излез. И јас сум убеден дека бараме излез. Бидејќи кога имате посети на Кошта, Кос, претходно Ван дер Лејен, повторно ќе дојде Ван дер Лејен, имаше самит во Тиват, на кој што имаше нашиот премиер Мицкоски, имаше одлични средби, високо ниво, мислам највисоко ниво, и со Макрон, и со Мерц. Тоа значи дека предпоставувам дека на таквите средби зад затворени врати, бидејќи овие работи се говорат зад затворени врати, се дискутирани и можните излезни решенија од лавиринтот. Во никој случај не треба да се обесхрабриме, мора да бараме излезно решение мора да се најде. Кога? Се надевам што побрзо, бидејќи времето ни минува, времето лета. Ако погледнеме каде се сега земјите кои што беа зад нас, тоа е фрустрирачки, поготово за мене што целата професионална кариера ја помина во тој процес. Да, сега знаете во група со Косово и со Босна и Херцеговина. Бев своевремено советник и во Црна Гора, и во Албанија, и во Косово, и сега кога ќе видам дека Албанија и Црна Гора веќе станува земја членка, се пишува пристапниот договор за нејзе, нов модел на пристапен договор, тоа значи дека тоа е последниот чекор. До крајот на годината предпоставката е дека Црна Гора ќе ги заврши преговорите по сите поглавја, можеби ќе има одредени проблеми и хикап со Хрватска, но предпоставката моја е дека ќе ги разреши тие прашања, бидејќи на Хрватска исто така и одговара Црна Гора што побрзо да влезе во Европската унија, а и фактот, покрај тоа што се пишува пристапниот договор за Црна Гора, и фактот дека веќе се објави пакетот финансиски за Црна Гора, говори дека Европската унија е сериозна во однос на во случајов Европската унија, бидејќи преговорите околу повеќегодишната финансиска рамка ја води председавачот на Советот на Европската унија, тоа значи земјите членки, комисијата асистира преку своите директорати. Пакетот на Црна Гора е 3,2 милиарди за 7 години. Малку е, можеби тоа претерано, заради тоа што кога влегувате во Европската унија, влегувате со бенефитите, со користа, меѓутоа и со обврските. Црна Гора ќе мора да уплаќа околу
600-700 милиони во истиот период во буџетот на Европската Унија, што значи дека нивниот нето ефект е околу 2,5 милиарди. Направив една груба проценка и на симулација, да кажеме, за Македонија. И за нас буџетот би бил за истиот период, доколку се направи таква симулација, големина, GDP и така на бруто општествен производ, негде околу 6,9 милиарди, односно 7 милиарди, блиску, или нето ефектот, бидејќи и ние ќе треба да уплаќаме во буџетот на Европската Унија, нето ефектот би бил негде околу 5 милиарди за нас за период од 7 години. Тоа се многу сериозни пари, многу поголеми пари од оние што ги добиваме сега преку ИПА или преку инструментот за реформи и раст. Па и тие таму остана многу неповлечени. Еден стимул, да речеме. Ако погледнеме сега и што се случува, Албанија има одредени внатрешни триења, но сепак се движи во веќе ги помина времените одредници за владење на право и се движи кон затварање, влегува во фаза на затварање на преговорите по поглавја, што е веќе еден чекор до пристапен договор. И она што се случува со Украина и со Молдавија е без преседан, бидејќи тие не само што веќе го отворија кластерот фундаменти, туку најавено е дека за овие месец и пол дена ќе ги отворат и останатите кластери. Тогаш ќе имаме 4 држави кои што се веќе длабоко навлезени во процесот на евроинтеграција. Не можат Украина да ги затворат преговорите, не може ниту Молдавија да ги затвори преговорите, освен ако не се соедини со Романија, но тоа е друго политичко прашање. Но Црна Гора секако ќе ги затвори, Албанија ќе биде многу блиску до затварање. Таа група, бидејќи ги цел живот работев и со Европската комисија, кога имате група од 4 држави, а една од нив е со 40 на 35-40 милиони жители, тоа значи голема држава, веќе администрацијата, односно Европската комисија со сите нејзини директорати, како приоритет ги гледа овие 4 држави. Ние сме подолу во приоритетите и тоа значи дека абсорбцијата на Европската комисија е веќе на ивица, односно веќе ние сме под границата. Ние сме под границата во моментот и затоа велам покрај другите причини. И ова е една од причините зашто треба да се фати чекорот, да се најде излезното решение. Постојат веќе одредени предлози, модалитети и така натаму, да се најде излезното решение, што побрзо да го фатиме тој чекор. Не може никој да гарантира дека ќе ги завршиме преговорите во период од 2-3 години, но со оваква динамика која е наметната од Украина и од Молдавија. Зошто да не? Ние веќе ги имаме скрининг извештаите и по сите скрининг извештаи, зборувам за извештаите за кластерите 2, 3, 4, 5 и 6, значи без 1, немаме одредници за отварање. Што значи дека теоретски, штом се отвори кластерот фундаменти, ние веќе можеме сите други 5 кластери, вкупно 6, да ги отвориме и да го динамизираме процесот, додека нашата администрација се уште има мотивација. Европската комисија изјави, односно портпаролот на Европската комисија за Евронюз, дека се работи на нови предлози за реформа на проширувањето, на кој што би требало да биде на самитот во октомври. Тука е нели нон-пейперот, Бенелукс преговорите, различни предлозите, различни има предлози во Европска унија, различни опции, тука и квалификуваното мнозинство и така натаму. Може ли тука нешто да? Затоа ме интересира, мислам, што Драган го пиша убаво е, така е исцртано. Меѓутоа, кога ќе ви кажат дека се дискутира за нова форма на членство, може се нишаат темелите на сето ова што го зборуваме тука. Нова форма на членство е еуфемизам, сега, да го преведеме тоа од брюселски на македонски. Тоа значи неполноправно членство. Не можеме поинаку тоа да го текуваме. И во однос на тоа сме дискутирали често и со Драган на таа тема. Мојот став е многу јасен. Бава и од глагол е постепена интеграција. Во ред, меѓутоа, мојот став е многу јасен. Доколку тоа опфаќа влез на Македонија во единствениот пазар, да, апсолутно треба да се прифати без било какви
огради затоа што тоа исцрпува европската интеграција. Точно, кон тоа имаме и финансискиот пакет кој што е многу значаен за нас. Меѓутоа, пак ќе речам, сета оваа бука мене ми укажува на фактот дека без разлика на сите овие разговори кои што ги кажуваме, дека конечната одлука за конечен прием на било која земја, вклучително и Црна Гора, како полноправна членка на Европската унија, не е донесена. Европската комисија сака да биде барем Црна Гора, за да го држи процесот отворен, меѓутоа не сум сигурен дека таа работа е толку цврста како што делува во тие јавни искажувања. И исто така мислам дека за нас е многу значајно да бараме решение. Јас сум убеден дека и бараме решение, дека не се откажуваме. Меѓутоа не сум приврзаник на тоа дека треба да бидеме во Грч. Во Грч се носат лоши одлуки. Нема причина од брзање. Има причина да бидеме постојано активни, агресивни, да бараме излезно решение, но нема потреба од Грч. Во Грч се најдобрите спортски резултати се постигнуваат во Грч, кога сте под притисок, кога сакате да постигнете. Или најголемите спортски фијаска. Значи тука во однос на вашето последно прашање и овој плюс коментарите на Ивица во однос на тој нов модалитет. Малку се создаде една какафонија околу тоа дека има различни нон-пейпери, па тоа се различни предлози, па се направи една, велам, какафонија. Инаку, сето тоа си има, кога ќе ги ставите тие парчиња во мозаикот, си има своја целина и си има своја цел. Бидејќи основниот документ е документот на Европската комисија, тоа е комуникацијата за потребните реформи пред проширувањето, кој што треба Унијата да ги спроведе за да може да абсорбира нови земји членки. И тоа е од март 2024 година. Врз основа на онај француско-германски пейпер од анализа од 2023 година, само негде ка ноември. Од тогаш беше најавувано во повеќе наврати дека извештајот од оваа комуникација со инпутите од сите земји членки ќе биде објавен. Не се случи, точно ова и што и се го кажа, се најави, денеска практично се најави дека на 15 септември ќе се објави овај извештајот и тогаш точно ќе знаеме која е позицијата на земјите членки рефлектирано преку извештајот на Европската комисија, затоа што веќе е најавено исто така дека во октомври, односно на 30 септември ќе биде објавен извештајот, а на 15 октомври има Европски совет со фокус на проширувањето. Значи, тогаш ќе се знае точно дали модалитетите ќе бидат променети, каков модалитет ќе има и така натаму, иако веќе може преку овие non-paperi, кои што едно беше писмото на канцеларот Мерс до Европскиот совет, повеќе за Украина отколку за нас. Второ беше non-paperот кој што беше на Тиват. Па 5 земји членки. Па 5 земји членки, па имаше неколку земји членки кои беа повеќе околу економскиот дел. И на крајот излезе оној non-paper кој што беа за модалитетите на моделот, уствари, на пристапниот договор. Тоа е клучното прашање. Бидејќи модалитетот на кој што ќе аплицира на Црна Гора, потоа ќе аплицира на сите, ќе биде рефлексија на, јас велам, расчекорот помеѓу желбата на Европската Унија да се прошири и можноста да ги абсорбира новите членки. Тој расчекор ќе се рефлектира не во реформи во рамките на Европската Унија, бидејќи за тоа ќе требаат измени на договорот, а такви не можат да се случат во овој момент, геополитички момент, нити во рамките на Европската Унија, но тежиштето ќе се префрли на пристапните договори и тежиштето ќе се префрли практично на новите земји членки, кои што ќе бидат условени со низа на заштитни мерки, на корективни мерки, на мерки мониторинг систем, кој што ќе го мониторира имплементирањето на членот 2 од основните права или владењето на правото, ако сакате во поширока смисла, и дека тие ќе можат да бидат дури и реверзибилни, да им се одземе правото на глас, да им се одземе правото на финансии,
пристап до финансиските, до буџетските средства и слично. Значи, фокусот, според мене, ќе биде на моделот на пристапниот договор, кој што ќе го замени моделот, практично, на сегашниот модел на полноправно членство. Иако и тогаш ќе станува збор за полноправно членство. За полноправно членство со реверзибилност и со можност за одземање не е полноправно членство. Тоа е привремен механизам. До сега привремениот механизам траеше кратко. Така, само додека се ратификува за ратификација. Сега ќе трае подолго. Сега ќе трае подолго. Меѓутоа, ајде да видиме. За подолго останување во чекалната. Молам? Има ризик за подолго останување во Не, има голем ризик. некоја чекална. Има ризик за членство, нели, како беше граѓаниот вториот. Али дали сте во чекалната воопшто или сте надвор? А очигледно со сето ова што го кажавте, ќе имаме уште многу прилики за вакви дебати. Јас ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа. Благодарам. Благодарам. Почитувани, ова е последната 24 анализа за оваа сезона. Јас ви благодарам на довербата и на вниманието од целиот уреднички тим што реализира 24 анализа. Секако се гледаме од септември, ви посакувам убаво лето, а до тогаш уредничкиот тим на 24 анализа секако ќе го гледате во вестите на телевизија 24. Пријатно!